Драги ученици, денес ќе се запознаеме со уште две нови ракописни букви од македонската латиница. Ќе започнеме со буквата која исто се пишува во двете азбуки, а различно се чита. За таа цел ви предлагаме да го погледнете видеото. Пред да се запознаеме со две нови букви од латинската азбука, најпрво да се подсетиме на буквите што ги имаме учено, односно на оние букви што исто се читаат и пишуваат во двете азбуки. Тоа е буквата А и големата и малата, понатаму буквата Е и големата и малата, буквата Ј и големата и малата и буквата О, голема и мала. Големата буква К и големата буква М, бидејќи малите букви се пишуваат малку поразлично. Ако ги запишеме овие букви, голема и мала, без да нагласиме на која азбука припаѓаат, всушност можеме да ги прочитаме на два различни начини. Ако ги читаме според кирилицата, тогаш ова ќе биде големата В и малата В, големата Р и малата Р, големата И, малата Д и Ч. Меѓутоа, ако ги читаме со латиницата, тогаш тоа ќе бидат големата и малата Б, големата и малата П и големата и малата У, додека малите букви се Г и Р. На истиот принцип ќе се запознаеме со уште две нови букви, односно букви кои што исто се пишуваат во двете азбуки, а различно се читаат. Тоа е буквата Ц, големата и малата Ц. Овие две букви се сосема еднакви со кириличните букви, големата и малата кирилична ракописна буква С. Што значи, во латинската азбука исто се пишуваат, меѓутоа се читаат како Ц. З станува Ж и С станува Ш, тогаш Ц ќе стане Ч со оваа линија. Да видиме како се пишуваат новите букви. Големата Ц и малата Ц. Големата Ч и малата Ч. Цветанка, сонце, Ч. Чикаго, мечка, а сега да видиме како се поврзуваат новите букви со останатите букви од латинската азбука. Цветко, Чиле, чешма,
Цвет. Цигла. Пејач. Конец. Ви предлагаме да земете лист хартија, фломастери и да напишете повеќе зборови во кои се содржани новите ракописни букви. Напишете примери во кои новите букви се среќаваат на почетокот, во средината и на крајот на зборот. Не брзајте, убаво пишувајте и убаво поврзувајте ги буквите во зборовите при пишувањето. Сликајте го испишаниот лист и испратете ни го за да можеме да го објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна и креативна работа и ви благодариме што не гледавте.